Господ Исус Христос не бара публика. Тој не бара навивачи, туку бара ученици. Звучи чудно, но многу често токму како навивачи се однесуваме во црквата. За многумина денес црквата е место каде што доаѓаме кога имаме некаква мака, некаква потреба или проблем. И тоа е сосем природно. Но црквата не е само прибежиште во тешки моменти. Институција во која влегуваш да си ја кажеш маката, палиш свеќа, оставаш дар, се молиш и си заминуваш. Кога верата ја сведуваме само на лична потреба и индивидуално, интимно искуство, лесно може да ја изгубиме од вид вистинската природа на црквата. Во таквиот пристап човекот станува пасивен наблюдувач. Доаѓа на богослужба и стои од страна и гледа што се случува. Како навивач на спортски надпревар кој од трибините внимателно ја следи играта и потоа емотивно го коментира надпреварот. Но црквата не е место каде што сме повикани да бидеме публика. Таа е заедница, тело Христово во кое секој верник е повикан да учествува. Да се моли, да пее, да го исповеда символот на верата, да ја каже молитвата Оче наш, да го отвори своето срце за светото Евангелие и да пристапи кон светата причест. Ние не сме повикани само да гледаме како други луѓе учествуваат, туку и самите да влеземе во животот на црквата. Зашто Христовиот повик не гласи седнете и наблюдувајте ме, туку дојдете и врвајте по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Не како навивачи кои од трибините гледаат надпревар, туку како играчи кои излегуваат на теренот и влегуваат во игра.